Здраво ви дојдовте уште едно видео, каде што ова видео ќе збориме за влијанието на електромагнетното зрачење врз одредени хемиски реакции. Значи ова нема да биде баш врз брзината хемиска реакција, но едноставно дека може да влие врз некои хемиски реакции, дека електромагнетното зрачење може да отпочне некои хемиски реакции. Сега пред да видиме тоа како се случува, прави на кратко само ќе разгледаме спектарот на електромагнетно зрачење. Значи има што се поголеми брановите, колку е поголема брановата должина, тоа имаат помала енергија. И например започнуваме со радиобранови, имаме микробранови, имаме инфрацрвени, имаме видлива светлина, така имаме видлива светлина, па имаме наравно ултравиолетови, рентген, односно X зраци, па гама зраци, после доаѓа и космичко зрачење. И главното дека што треба да знаете е дека што е помала брановата должина, тоа е поголема енергијата. Така, помала брановата должина имаме поголема енергија. И ова електромагнетно зрачење всушност се носи во форма на партикули, наречени фотони. Така, например, еден фотон може да носи овдека гама, друг фотон може да носи само од црвената боја носи. Така, или некоја си друга брановна должина. Ама тие фотони кои имаат брановна должина која е со пократка брановна должина, тие фотони имаат повисока енергија. Сега, кој начин фотоните вршат интеракција со материјата? Материјата знаеме дека е изградена од атоми. Имаш позитивно јадро кое е изградено од протони и неутрони и имаш орбити, ќе ги ставам, иако се орбитали, ама ќе се речеме дека се орбити, каде што имаш електрони кои се наоѓаат во дадените орбити, кои си кружат така. Сега ги имаш овие електрони и овие електрони секогаш сакаат да бидат у најниската орбита, но кога ќе бидат удрени од одреден електромагнетен бран кој има соодветна енергија баш да врши интеракција со тој електрон, бидејќи не секој електромагнетно зрачење врши интеракција со секаква материја, затоа например стаклото е прозирно. Тој електрон сега ќе добие доволна енергија, така што ќе се искачи во наредната орбита. Така, ево, ќе направиме подобро. Ќе се искачи во наредната орбита и сега тој електрон ќе биде овдека. Сега тука има уште многу што може да се збори, дека тој повторно ќе се врати назад, па електромагнетно зрачење па ќе се испушти, или пак може да збориме за електромагнетно зрачење кое воопшто не врши никаква интеракција, но си поминува низ атомот. Има други работи кои може да збориме, но ова е главниот принцип на кој електромагнетно зрачење влијае со материја. Сега, ќе разгледаме една поедина хемиска реакција, каде што всушност таа не се случува, освен кога, може да се случи, ама при влијание на светлина, особено ултравиолетово зрачење, таа сигурно ќе се случи. Тоа е хемиска реакција која сега сумарно ќе ја запишам. H2, или ја дека ќе идеме всушност на страна. Запишеме дека H2 плюс Cl2 ќе ни даде две молекули на HCl. Но всушност оваа хемиска реакција настанува поради тоа што молекулите на хлор, сега ние вака ги запишуваме како сумарна реакција за да добиеме, но всушност тоа што се случува, имаш променен на молекуларен хлор, така Cl2. Cl2 поддейства на ултравиолетовото зрачење, всушност преминува во две молекули на Cl. Сега, кога имаш вака одвоени, бидејќи претходно Cl всушност бил Cl, една врска Cl, така и ова е Cl2. Но сега оваа ја нема и сега ги имаш одвоени како само единичен Cl атом. Сега тие единични Cl атоми всушност може сега да реагираат со водородот, така што сега H2 плюс Cl и тоа што ќе се добие ќе биде HCl плюс H. Сега овој H може да реагира со одредени Cl молекули кои не биле афектирани од ултравиолетовото зрачење, така не сите Cl молекули стануваат две молекули од Cl. Така што има молекули кои не реагирале со ултравиолетово зрачење, така тој сега единичен водороден атом ќе реагира со овие две молекули на Cl, Cl2, така што ќе се добие повторно HCl, затоа што сега ќе се добие плюс Cl. И сега овој Cl може исто како овој овдека Cl, ќе реагира повторно со H2, се добие H и цело време ќе се врти еден циклус, се додека целиот водород кој се наоѓал или целиот Cl кој се наоѓа во смесата не премине во HCl. Така, значи тој при нормални услови нема да реагира. Cl2 нема да реагира со H2. Ама бидејќи овој еден Cl2 под действието на ултравиолетово станува во две молекули на Cl, два атоми на Cl, започнуваат овие две
верижни реакции. Така, се поради тоа што Cl под десно на ултравиолетово зрачење се распаѓа на два атоми од Cl. Сега не мора секогаш кога ќе започне ова да тера до крај додека сите H2 и Cl2 молекули стигнат до крај, мислам се стигнат до HCl, има одредени хемиски реакции кои например условуваат прекинување на процесот. Така што да речеме на кратко време си го осветлил растворот, например дека имаш, ќе речеме имаш сад, каде што имаш раствор, значи на H2 и на Cl2 и ништо нема се случува и го осветлиш на кратко време со ултравиолетово, да речеме го осветлиш 10 секунди, така, и ќе започнат да се одвиваат овие дека реакции. Мислам првично нели ќе се одвива оваа реакција, а поради таа што се одвива, ќе почнат да се одвиваат овие две реакции. Сега тоа нема да иде постојано, се додека овие веќе ги нема. Така ќе си речеш, а тоа така ќе тера, се додека не се потроши целиот водород, не се потроши целиот хлор и на крај ќе има само HCl дека. Не мора да значи. Бидејќи на пример ти ќе прекинеш со ултравиолетовото зрачење после 10 секунди, има одредени паразитски реакции кои едноставно ќе стават стоп на овојов дека процес. Тие паразитски реакции например би изгледале како слично, например еден водород може да реагира со Cl и ќе даде HCl и нема всушност да се ослободи нели во другите реакции или се ослободуваше H или се ослободуваше Cl како вишок, така и заради тоа продолжува реакциите, а вака нема ништо да се ослободи. Или пак например 2H, значи H плюс H може да реагира и да даде H2, или може Cl плюс Cl да реагира и да се врати на Cl2. И ако нема ново ултравиолетово зрачење, тој ќе си остане како Cl2. И ова се терминални реакции кои ќе го стопираат процесот. Сега поради вакви работи поради тоа што може да се случуваат вакви работи, има одредени раствори кои се чуваат затворени во темница или пак се ставаат во онакви затемнети шишиња. Затоа голем дел од например работи кои се купуваат од аптека, може да има такви затемнети шишиња со темни стакла, со цел да не навлекува многу светлина, бидејќи светлината може да започне некои реакции така што ќе се измени смесата на растворот кој се наоѓа внатре, така некој си лек или што и да е тоа. Затоа често се користат такви затемнети шишиња. Други интересни реакции кои се зависни од светлина, например е процесот на фотосинтеза, така. Затоа е многу посложено, ама главно е тоа што се искористува светлината за со цел CO2 да се складира во форма на шекери. Така, значи CO2 ќе се направи во форма на шекери, C2, односно CH2O, односно C6H12O6. Но тоа е многу посложено, но сакам само да напоменам дека важна е светлината во отпочнување и одвивање на одредени хемиски процеси, особено во природата, или пак создавањето на озон околу планетата, така. Значи имаме планетата Земја и околу имаш озон, така, во горната атмосфера. И тој озон всушност се прави од кислородот кој се наоѓа во атмосферата. Значи во атмосферата имаш O2 кој под дејство на електромагнетно зрачење, поточно ултравиолетови зраци, UVC најчесто, се распаѓа на два атоми кислород, така, O плюс O. Сега еден таков атом на кислород O може да реагира со O2 кое не било афектирано од ултравиолетово зрачење, што ќе се добие O3, што е озон. Така, ова е озонот кој ја штити планетата. И овој озонски слој се наоѓа од прилика на 30 км. Значи од прилика на 30 км од почвата и е многу важен. Сега, на некој начин, да, светлината влија врз брзината хемиска реакција, така што повеќе ултравиолетово го мава кислородот, толку повеќе ќе се прават атоми на кислород, толку повеќе ќе може да се случува наредна реакција, така. Но интересно е тоа, има одредена граница, така што ако сите кислородни атоми, сите молекуларни кислородни атоми би подлегле на оваа реакција, во тој случај ќе нема вакви молекули, ќе нема O2 молекуларен кислород, така што нема да се добие O3. Така што има одредена граница.
И како за крај на ова видео сакам само да спомнам како притисокот влијае врз брзината на хемиска кинетика. Ева ќе биде многу кратко, бидејќи нема правам последно видео. Значи ако имаш одреден сад, така имаш одредени молекули, портокалови, имаш сини. Што е помал садот, односно што е поголем притисокот, значи притисокот можеш да го зголемиш на два начина. Или да додадеш повеќе молекули, така или да додадеш повеќе молекули, или пак да го намалиш садот. Ако намалиш садот, всушност го зголемуваш притисокот. А притисокот потекнува од тоа што сите овие молекули всушност се удираат во ѕидовите на садот. Така, што е помал садот, повеќе ќе се удираат во ѕидовите на садот и така ќе се зголеми притисокот. Или пак што повеќе молекули имаш, така ќе се зголеми притисокот, но ако ги следите минатите видеа, ќе заклучавте дека ќе има поголемо движење, имаме повеќе судири, поголеми се шанси дека ќе се случи одредена хемиска реакција, така се зголемува шанса дека ќе се случи одредена хемиска реакција и за тоа се зголемува брзината хемиска реакција, односно хемиската кинетика. Добро, тоа беше се за ова видео, се надам дека научивте нешто ново и ќе се видиме во наредното видео. Довидување.